да си кажеме за се она што е актуелно. Господин Стефановски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Кога би си дале задача, би си поставиле предизвик да објасните што се случува во Украина и притоа да се потрудите да останете неутрален, колку што е можно, како би ги објасниле причините за рускиот напад? Во една реченица, промена на безбедносната архитектура во светот, односно судир на геополитички сили кои сакаат да наметнат своји идеи и визии кон гледиштата на светот, каде што се движи светот во моментов. Еден глобален феномен. Ако е ова дефиниција, односно ова е објаснувањето, тогаш ова би требало да биде почеток на Третата светска војна. Бидејќи историски гледано, секоја светска војна досега, и првата и втората, почнаа како обид да се избалансира, односно да се направи дебаланс на моќта меѓу големите светски сили. Така, Русија е една сериозна и војна, и економска, и енергетска сила, и постојат и таму стратези и луѓе кои имаат задача да ја вратат Русија таму каде што ни сметаат дека припаѓа. И овој глобален судир на нов меѓународен поредок не значи дека може би ќе има Трета светска војна, затоа што овој судир е практично во Украина. Они сметат дека тоа е едно историско наследство, но Украина има поддршка од Соединетите американски држави, во НАТО, во средина. Во принцип, тие два глобални светски сили никогаш не се судиле, секогаш војуваат на туѓи територии. Тоа е познат феномен во војните стратегии. Тука можеме во Виетнам, Афганистан. Добро, ќе ве прекинам сега. Русија денес не е онаа Русија по распадот на Советскиот сојуз. Тогаш можеби живеевме во еден униполарен свет. Сега, затоа велам, дали се создадени, созреани условите, историски гледано, за обид да се рекомпонира таа геополитичка моќ и да се затоа велам дали ова почеток на Трета светска? Не, видете сега, војните не се водат во класична смисла да очекуваме како Прва и Втора светска војна. Постојат војни како економска, енергетска, хибридни војни кои може да ги осварат исто целите, па и пандемијата беше во тој контекст ставена, да се ги осварат целите без некои масовни војни судири од размери како ние што сме учеле дека Првата и Втора светска војна. Но гледаме дека се води баш типична конвенционална војна. Значи не само енергетска, економска, сајбер и секаква, туку се води и војна со оружје, гинат луѓе. Претходно Русија во својата тактика користеше и во Сирија и оние сајбер напади и хакерски напади и оние ембарга на нафта и на газ, претходно конфликтите во Азербејџан и во Казахстан, па и во Белорусија обидите, анексијата на Крим, затоа викам ова се сплет на подолг рок на околности кои Русија сега нели презема и вакви вооружени действија, односно окупација и напад на Украина, за да во нивната филозофија да се наметнат на тоа геополитичко столче и видите ги нивните барања. Тоа барање не е рационално да вие земете се да правите денацификација или демилитаризација на територија која е меѓународно призната, но тоа е само изговор за демонстрирање на сила и ако видите вие во наративот на Путин кој тој потоа го користи, сака да се ги осветли своите граници на зони на интерес на Русија и таа да не биде загрозена од непријателското ширење на НАТО. Во тој дел они тоа го планираат, односно го размислуваат. Меѓутоа, ако е ова по теоријата така, тогаш и Балтикот е загрозен. Иако трите земји на Балтикот се членки и на НАТО и на Европската унија, меѓутоа во нив живеат повеќе од 1 милион руси. Дали е Балтикот загрозен според вас? Балтикот во моментов не е загрозен бидејќи тие се доминантно членки на НАТО и ако Русија се дрзне да ги нападне, ќе се активира членот 5 од НАТО платформата или стратегијата и тогаш можеме да размислиме дека тогаш е вовед во Трета светска војна. За сега овој конфликт не може да предизвика такви светски размери, но овој конфликт може да има рефлексија на Западен Балкан и на било која точка каде што Русија би сакала да си го оствари своите интереси. Но Русија вели дека не ја нападнала ниту Украина. Русија вели дека оди да ги заштити русите во Донбас. Зошто по тој изговор не би се дрзнала да влезе и на Балтикот и да ги заштити тие милион руси кои се жртви на режимот на Европската унија? Затоа што Русија не е толку многу
глупа или би направила така вчера, затоа што тогаш би влегла во војна со цело НАТО и тогаш последиците по и Русија и по човештвото би било огромни. Од тој аспект Лавров го слушнав како кажа дека не војуваат, ама тоа се нели во делот на таа пропаганда која они ја наметнуваат и не граничи со реалноста. Ние сите гледаме и сме свесни дека Украина има влезено длабоко на украинска територија со тешко вооружување. Тогаш кој добива од ова што се случува таму? Што ќе добие Русија? Никој не може да добие. Русија се обидува да добие, затоа беше оној вовед што ја кажав дека Русија има веројатно некоја идеја да своите интереси ги пресметано на ваков дрзок начин, ако ги следиме нивните пораки. Во суштина, они имаат одбранбена за нив стратегија, затоа што сакаат да спречат ширење на НАТО на нивната територија. И затоа се сите од современиот и демократски свет ги осудуваат дека ова не е начинот, дека дипломатијата не ги искористила сите ресурси. И во овие ситуации никој не добива. Практично светот е во длабока економска и енергетска криза, предизвикано и од вооружените действија кои се случуваат во моментот. Може ли се оние теории на заговор дека сепак некој од позадина делува таа воена индустрија или има ли некој што профитира од ова? Не. Значи, вие можете да продадете 10 тенка, ама ако изгубите 10.000 луѓе на подолг рок никој нема да добие. Тогаш кому одговара? Зошто е почната војната? Сите војни што се почнати во светот имаат и повеќе интереси. Во овој случај интересот на Русија е да го сопре ширењето на НАТО, а интересот на Украина да се бори за својата слобода и да има право на избор да биде членка на Европската унија и на НАТО. Може ли додека зборувате за последиците од војната ако заврши на ова ниво, а не гледаме такво нешто, прво да прогнозирате колку би траел овој конфликт, до каде би се расширил и кои би биле краткорочните и долгорочните последици. А јас во меѓувреме ќе се обидам во емисијата да вклучам еден нашинец, представник на македонската заедница од Балтичките земји, Илија Димитровски, кој со години живее и работи во Рига, да го прашаме каква е атмосферата меѓу македонските граѓани таму и воопшто каква е атмосферата, дали има некаква наелектризираност помеѓу латвиците и русите од една и од друга страна. Значи, прашањето за вас е до кога би траело ова и какви би биле краткорочните и долгорочните последици? Така, во принцип конфликтите се непредвидливи, посебно овој обем и оние да кажам стратешки цели кои сакаат да ги остварат двете држави. Но светот е толку многу поврзан, економски, енергетски и транспорт, храна и сите тие предизвици кои светот се соочува на некој начин говори тоа дека ни еден конфликт кој би траел подолго од еден квартал, од 3 до 4 месеци, би навлегол во друга фаза на војна, друга фаза на истоштување, на герилски напади, на војна која нема предвидлив тек. Тогаш ќе се веројатно повторат многу немили цени од војната во Чеченија, кога русите влегува, или американците кога влегува во Афганистан. Тоа се крижни жаришта кои тлеат и може да бидат со деценија. Ама да не заборавиме, ова е во срцето на Европа. Светот е обединет како никогаш досега и мислам дека светот ниту може да се дозволи луксус да трае овој конфликт предолго. Ако ние ги анализираме овие изјави на државниот врв на Франција, на Германија, на сите, викаат ова нема да заврши неколку недели, но не би очекувале да трае неколку месеци. Практично ни даваат една рамка, затоа што во фаза на овие тешки вооружени действија, ако имате перцепција дека се одвиваат и паралелно многу преговори. За краток период имаат 4-5 преговори во 20 на дена. Тоа е вака суштински несвојствено за конфликти кои имаат ваков амозитет во својот наратив. И видите, Украина се одврати да сака да биде членка во НАТО, инаку во својот устав они го има ставено како стратешка цел. Се они бара да бидат членки на Европската унија. Добро, дека се разочарани од Западот, односно од недобивањето на поддршката која може би очекувана. Да, они бараат практично НАТО да се вмеша во Велите дека и светот е обединет како никогаш досега, меѓутоа аргументите на и пати како никогаш досега. Така, но аргументите на руската страна се дека светот не е поделен, односно не е обединет, туку е поделен како никогаш досега и дека од нивната страна, условно кажано, 4-5 земји гласат во да, но земји во кои живее мнозинството од светското население.
Кина беше неутрална. Јас не би ја анализирал Кина како сојузник партнер. Видите, и да постои тој сојуз не се темели на суштинска платформа на интерес, затоа што можеби Кина ќе купи работа од Русија, но што Русија ќе купи од Кина кога нивната економска и финансиска моќ ќе се намали. Кина има потреба од многу поголем и поголомазен и посилен пазар од тој на рускиот. Кина на крајот од денот ќе се оследи својот интерес. Така што таа тактика на Русија, пак ќе кажеме, во рамките на краток рок. Затоа и предвидувам јас дека овој конфликт ќе трае неколку месеци, затоа што светот е проектиран да соработува глобално, силно и економски, затоа што секој ја заборава една суштинска работа во овие анализи. Постои народ во сите земји каде што не може да издржи силна економска сиромаштија. Народот може и во сите тие светски војни што ги спомнавте, вие може да направи револуција, да се огледа својот интерес. Вие имате друг проблем на кој Путин се надева, дека народот во Европа ќе се подели на тоа што сака да живее комотно и слободно и оние што очекуваат безусловна поддршка од американската, да речем, надворешна политика. Таа тактика на Русија е да се подели Европа, затоа што Европа поголем дел од Европа зависи од рускиот енергенс. Затоа долгиот рок на оваа војна ќе има непредвидлив карактер. Ако се случи овој конфликт да трае и да анализираме како биде што подолг, тогаш ние нема да знаеме Европа како сега што ја знаеме. Да, некои проценки се дека и по почетокот, веќе до сега, до 20 на дена колку што се води, Европа, односно светот, нема да биде како што бил порано. Веќе силни земји кажуваат дека не можат да направат диверсификација од рускиот енергенс. Германија, Холандија и неколку клучни европски сили кои викаат дека ние не би можеле да ги издржиме тие санкции, за разлика од американците и британците. Господин Стефановски, замолувам за трпение да му дадеме збор да го вклучиме во програмата и Илија Димитровски, македонец кој со семејството живее и работи во Рига, Латвија. Би сакал да ве поздравам, господине Димитровски, од студиото. Сме овде заедно со Милан Стефановски, безбедносен аналитичар. Утро во Скопје е студено, но сончево. Како е во Рига? Добар ден и пред се поздрав до сите во студиото и до вашите гледачи. Во Рига е некако предпролетно расположение и исто е сончево. И најбитно е што нема снег, тоа е добро, бидејќи овие 3-4 месеци беше стварно ладно и имаше доста снег, али се подобрува. Така, ние овде не би можеле да кажеме дека имаме класична воена психоза, меѓутоа се чувствува напнатост, се чувствува одредена тензија меѓу граѓаните. Тоа најочигледно е на долгите редици на бензинските пумпи, не само поради поскапувањето секојдневно и драстично на бензините, туку и во маркетите луѓето некако со страф и со недоверба гледаат на целата ситуација и на она што се случува. Како е кај вас на Балтикот, имајќи го предвид фактот дека и во Латвија, во Литванија и во Естонија живеат повеќе од 1 милион руси. Само за, не знам дали успеавте да го чуете господин Стефановски овде, тој смета дека поранлив е Западен Балкан, како поради своите отворени прашања, отколку Балтикот на долг рок, ако кризата односно војната во Украина би се ширила и понатаму на европскиот континент. Така, тук кога зборуваме за Балтикот и за Латвија, мислам дека секогаш била присутна таа тензија помеѓу од осамостојувањето и секогаш стравот од Русија и дали Русија пак ќе се врати во Латвија. Но од денешна перспектива мислам дека ситуацијата во Латвија и генерално во Балтикот е стабилна. Од почетокот на војната се чувствуваше тензија. Сега има тензија, но не можам да видам некое панично купување или колони за дотур на бензин, така да се е нормално во Рига. Нормално сите се фокусирани на конфликтот во Украина и како ќе се заврши тоа. Поддршката за Украина е многу голема. Дури ако мислам дека знаете дека во сите балтички земји каде е руската
амбасада ја променија улицата, името на улицата и сега го носи името на украински херој, се вика улицата каде се наоѓаат руските амбасади во Балтикот, но генерално не постои некоја, како да кажам, тензија помеѓу русите кои живеат во Латвија и латвиците. Како на ова се што го зборувате реагира руското население? На промената на имињата на улиците, на протестите кои во главните градови, нели имаше во Вилнус, во Рига и во Талин, ако не се лажам, протести во знак на поддршка на Украина. Така, да. Па искрено да ви кажам, нема некој незадоволство или од руското население кој живее во Латвија, нема некое јавно мислење. За тоа, она што можам да го кажам е дека руската партија која е тука, која има длабоки релации со руската држава, силно го осуди нападот во Украина и е на истата позиција со латвиската влада. Така да од таа гледна точка нема некои тензии помеѓу латвиското и руското население. Објаснувањето на русите е дека влегуваат во воена операција која ја нарекуваат специјална во Донбас да ги заштитат русите кои живеат таму, и таму се неколку милиони од режимот во Киев. Дали ова значи дека русите кои живеат на Балтикот не се дискриминирани бидејќи живеат во земји членки на Европската унија и на НАТО? Не се чувствуваат русите како граѓани од вторе таму? Па, мислам дека се... Јас каде работам, знаете, имам исто доста колеги кои се од руска националност и кои живеат во Латвија, кои се родени во Латвија, и кога ги прашате нив, они стално кажуваат дека се руси, но они се родени и живеат во Латвија. Мислам, секако дека некои ќе кажат дека се дискриминирани, но еден пример само да ви кажам, да работите во супермаркет или во некоја продавница во Латвија, во Рига, вие морате да зборите 3 јазика. Тоа се латвиски, руски и англиски. Така да има исто и руски школи. Рускиот јазик не е официјален јазик, но ги имаат сите права и се користи секаде буквално. Некогаш, што се викам, е подобро да знаете руски него латвиски, но тоа се некои екстремни групации кои викаат дека има голема дискриминација. Јас искрено не можам тоа да го потврдам, бидејќи стварно атмосферата е инклузивна и сите партиципираат во јавниот живот. Со оглед на тоа што живеете подолго време таму, може ли да кажете дали русите и латвиците кај вас во Рига, например, и во Латвија, живеат заедно, интегрирано, заеднички живот или едни покрај други? Каков е со животот? На кој степен се одива со животот? Така, па од моје лично искуство и тоа што го гледам, русите се околу 40-50% во Рига, така да со животот неизбежен. Мислам, сите заедно живеат и пробуваат да ги надминат сите разлики кои има. Мешани бракови, одат во заеднички училишта? Да, има. Тоа имаат и посебни руски школи, но например за мојата помала ќерка, нејзина најдобра другарка е од Русија и они се имаат преселено во Латвија. Така да школите се мешани. Истото мојата постара ќерка има, кога оди во училиште, има доста другарки и другари од исто кои се од руска националност и она што можам да го видам исто од моје искуство на работа, има, како да кажам, соживот, нема некои недоразбирања, мислам помеѓу младата популација тоа е дефинитивно и русите пробуваат да се уште повеќе интегрираат, тие го учат и латвискиот јазик и им станува како прв јазик едноставно. Не би го кажал истото за латвиците испод 30 години би рекол, они не го владеат рускиот јазик, повеќе го владеат германскиот, англискиот јазик. Така да од таа гледна точка да рускиот јазик би рекол не е
еден од најпопуларните, но дефинитивно има големо влијание. И имам сознание дека многу наши, а и жители од поранешните југословенски републики кои живеат на Балтикот, во Балтичките земји, деновиве, од како почна војната во Украина, размислувале да се вратат назад поради тој страв. Дали во таа смисла ве смири вчерашната изјава на Лавров дека не размислуваат да ги нападнат? Новинар го праша во Анталија дали ќе ги нападнат и Балтичките земји за да го заштитат руското население таму. Тој рече дека русите не извршиле напад ниту на Украина. Така, па како да ви кажам, никогаш не можеби на почетокот на војната, на војниот конфликт имаше некој страф и како правење на планови што ќе правиме во не дај Боже нешто да се исто случаи во Латвија, но како да ви кажам, останавме смирени и не помислувавме само да заминеме од Латвија. Исто така додатен смирувачки тон дадоа и посетите на сите позначени земји членки на НАТО, како имаше посета Столтенберг, исто Трудо, председателот на Канада, Блинкен, државниот секретар на Америка и останати државници. Така да во моментов не размислуваме на тоа, мислам дека ситуацијата е стабилна и нема некој ризик во моментов за тоа. Илија, ви благодарам за вклучувањето во утринската програма на Телма. Ви пожелувам да уживате и во мирна пролет во Рига и на Балтикот. Ви благодарам истина вас. Пријатно. Се најдобро. Господин Стефановски, Илија Димитровски на некој начин ја потврди вашата теза дека можеби на долг рок или на кус рок во поголема опасност е Западниот Балкан како нерешено прашање, отколку Балтикот, каде што живеат милион руси, меѓутоа земјите се членки се интегрирани во Европската унија и во НАТО. Моќта на асоциациите како Европска унија и НАТО имаат само во себе абсорбирање и менаџирање на тие мултикултурни општества. Тоа се општества со традиција на култура, на високо образование и нема плодна почва и да сака Руската Федерација или било која држава за да може да предизвика некој немири преку политички партии, екстремни партии, невладини сектори и така натаму, сите тие познати техники на остварување на своите интереси, невоени во смисла. Но Балтикот е така навремено влезен во НАТО и во Европската унија и ово што го кажа господинот, русите немаат интерес. Тоа рускојазично население е интегрирано и сврзано со тие општества, така што се блокирани сите тие можности да има таму конфликт, било каков, или нестабилност, затоа што, да не заборавиме, НАТО постои како механизам, освен еден воен сојуз и политички сојуз кој не дозволува вакви состојби. Не сме млада членка на НАТО, но Балканот е сосема различен од Балтикот. Кои се ризиците за Балканот и мајки предвид дека ние сме членка на НАТО, но не сме членка на Европската унија, меѓутоа во соседството имаме многу земји кои не се многу, меѓутоа ете. Тоа има доволно да направат проблем. И Украина не е членка на НАТО и на Европска унија, но да не заборавиме дека секоја голема сила артикулира интереси каде што има плодна почва, каде што постојат можности да се субвенционираат конфликти со изговор дека таму постојат руси или имаат загрозени рускојазични права и дека имаат проблеми со своите партиципирање на сите тие политички и културни основи. Затоа е важен системот на Европското и НАТО. Западен Балкан е некако емотивно врзан од нејасни поводи. Сега тука може да анализираме дали тоа заради културолошка, религијска или сегменти на образованието. Се обидувате да извадите генеза кон подршката на Русија. Да. Значи да не забораваме дека и Србија, и дел во Македонија, и дел во Република Српска, можеби делови во Бугарија, како политичките партии како што имаат поддршка со тие проруски интереси, ќе видите каде има Русија поддршка, но таа е сепак минорна.
Но може на Балканот да се случи не конфликт, туку некоја нестабилност, затоа што тие луѓе се од два сегмента разочарани. Првиот сегмент е затоа што се емотивно врзани од некој си така идеолошки аспект ги нервира оваа состојба. Од друга страна, луѓето на Западен Балкан долго се на чекалната на Европската унија, има фрустрација. Значи евроскептицизмот влие негативно и тука во смисла на поддршка кон Русија. Да, значи поддршката можеби не е толку многу изразена, но ја нема поддршката доволно кон Европската унија и сад паметна држава како Русија може да го употреби тоа. Македонија не е земја членка на НАТО и како таква е јасно определена. Во овој конфликт. Да. И затоа зачудува не малиот број и на обични граѓани со нивните ставови и на социјалните мрежи, меѓутоа и на секојдневните малски кафе дебати кои може да се слушнат во кулуарите и вака на улица со кога зборуваме со обичните граѓани, дека ова така му треба на лицемерниот Запад, односно дека наоѓаат начин да го оправдаат ова што се случува во Украина. Контекстот е во нарушување на меѓународното право и статусот на Косово, и да не забораваме, ние имавме конфликт во 2001 година, кој се уште има некои последици и трауми, и оној наследен од бивша Југославија и менталитет и структура на население во делот на возраст, каде што повеќе емотивно ги гледа работите. Ние сме безбедни во однос на можни нестабилност, затоа што сите политички партии во својата платформа имаат строга траекторија кон ЕУ и САД. Ситни проруски елементи и на во македонското политичко милје. Минорни се и повеќе се популистички отколку реални. Повеќе се гласови за револти, така некои познати урбани политики на деструктивно однесување, се отпор, се нечини и така. Но генерално немаат поддршка и тоа е добро, да среќа немаат во населението поддршка. Во таа смисла најранлива е веројатно Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина, да, заради Република Српска и некриењето на првиот човек на Република Српска кон симпатиите и на платформа што е негова со Москва и тоа вооружување кои они сакаат да го имаат и енергенсите кои таму Русија ги има поставено. А Косово како држава проблематична, би рекол, во услови кога таму пак е стационирана една од големите НАТО бази. Косово е најголем предизвик. Дали таа може да биде мета на евентуална поголема агресија од страна на Русија? Не, Косово вака етнички е похомогенизирано сега, затоа што таму имаше иселување од србите. Косово има нерешен статус и затоа најголем предизвик Косово, затоа што таму кога што имате нерешени статуси, може да инициирате конфликт. Ама тоа зависи, например, од Србија. Србија зачудува во однос на својата позиција. Да, ја не дава санкции на Русија, но ја осуди агресијата и пробува Вучич и тој раководство и во тој сегашниот изборен циклус таму да се позицира што по-неутрално, па тоа говори дека они не можат да Всушност би рекол дека Србија не можеше поинаку, бидејќи ако не ја осудеше агресијата, ќе се поставеше прашањето за нивното Косово кое тие се уште сметаат за нивно. Точно нивната политика кон Косово ќе се пукаа во нозе и затоа они така умешно пробаат да издействуваат, но светот е поделен по основи да сојузниците знаат кој е со нив, а кој е против нив. На Косово ќе биде предизвик, но Ескобар, американскиот дипломат, каже дека ќе се удвојат напорите да што побрзо има взаемно прифатлив компромис на Косово. Од каде тогаш оние заканувачки брутални тонови од бившиот премиер Харадинај, па потоа се огласи официјален Белград со една многу подипломатски смирувачка реакција, а потоа па Вучич на веројатно тоа во предизборни цели сега го кажа дека имаше една иронична реакција на заканата на Харадинај. Да, добро, Харадинај е вака познат во јавноста за екстремни изјави, не му е сега прв пат, но сакам да го има и да не забораваме, таму борба е за политичко позиционирање. Сега нели има нова партија на Курти, таа е малце подоминантна и секој сака да каже додворувачки елементи, да прати порака до сојузниците за подобра политичка позиција и некој Косовете им сака да влезе, да биде членка на НАТО, но да се реши првенство својниот статус на меѓународно признавање на своите градници, па понатака на подол крок можеби и членство на некој од познатите сега нели сојузи. Стварноски, кога би се обиделе да резимираме на дел од разговорот и да го сведеме у неколку реченици, предпоставувате дека ова ќе биде војна од неколку, не повеќе месеци, туку не може светот да издржи повеќе, да.
Дали сметате дека кој е највозможно сценарио по тоа да заврши војната во Украина па да се случи некаква како рековте несигурност, односно тензија на Западен Балкан во Босна на пример? Прелевање некакво или пак затворање и па ги мотивира сите тие западни сили и држави да на квор се појача силите во Босна. Босна бара брз прием во Европската унија. Европската унија нели во Версај вчера и сите тие состаноци што ги планира сакаат да разгледат опција за побрз прием на земјите членки во НАТО и оној методолошки пристап што Франција го наметна не сакаат да го веројатно ќе го моделира да нема толку многу бирократија и не спори чекори кон движење на Европската унија. Но како Путин би се извлекол од ова во услови кога Западот му се заканува дека можеби да биде прозван и да одговара за воени злосторства? Нема да одговара, се тоа не. Мислам, не знаеме што ќе се случи, но најтешко предвидлив моментов профил во светот е Путин и однесувањето на Русија и Путин кон светот, затоа што он не е профил кој би остапил, но да не ги гледаме максималистичките барања на Русија дека тие сите ќе бидат прифатени, тоа е дел од тактика на преговори. Овој конфликт би требало да заврши на два начина. Значи, да седнат и да се договорат и помалци да излезат ранети, или Русија да падне, односно Украина да падне, и пак треба да седнат да се договорат, ама сите да бидат ранети, сите да бидат изфрустирани. Значи, пак ќе треба да се седне на маси да се договори тоа што имаат интереси двете држави. Тој интерес нема да биде задоволен и едниот и другиот, но во временска рамка би требало да завршат тие вооружени действија и во има заздравување на општеството и тие договори што ќе ги применат треба да има гаранција и треба народот да го прифати со вакав желудник како што не е пријатно за украинците и русите. Енигма е однесувањето на Путин, он е профил кој не остапува но веќе најавуваат проблеми во руската економија и протестите во Русија. Исто така може да се анализираат во контекст на тоа дека не може Русија туку така комотне да делува во овој момент. Да, секоја војна впрочем завршува на зелената маса, на масата за преговори, меѓутоа прашањето е колкава цена ќе плати човештвото пред тоа. Скапо плаќаме во моментов. Да, Лавров вели дека не очекува. Вели мора да надевам дека нема да дојде до нуклеарна војна. И вие сте оптимист или? Јас сум оптимист, јас сум и реалист. Ако дојде до нуклеарна војна, тогаш се ова што го збориме, што го знаеме светот и што го анализираме во однос на наука, на образование, на култура на човештвото, тогаш се завршува на страна и тогаш човештвото нема контекст, нема темел за да постои. Затоа што тоа е злосторство на човештвото и ние имаме искуство во Втората светска војна и сите тие протоколи и организации постоја за да не се случи да превенира нуклеарни напади, затоа што таму нема победник. Кој да го употреби тоа оружје, никогаш нема да бидеш победник ако употребиш нуклеарно вооружување. Уште едно подпрашање во смисла како последно во ова насока, ако можна ли е Трета светска војна таа да не биде нуклеарна? Можно е, но пак ќе кажам, војните не се случуваат како ние што имаме учено, се случуваат на многу по-перфиден начин, со хибридни закани и војување на други територии, се пресметуваат големите сили и на крај се договарат преку помали други територии или контролиран вооружен конфликт кој нема да ги загрози нив. Ако фрли, замислете, Русија на Украина нуклеарна бојова глава, каде ќе отиде таа радиација? Да не случајно Москва ќе може да се заштити. Значи, тоа е сулудост и е даден контекст на појака преговарачка маса. Инаку лудост е денеска да разговараме и да размислиме дека би било употребено нуклеарно оружје. Господин Стефановски, ви благодарам за гостувањето во утрешната програма на Телмас. Благодарам и јас. Се надевам дека ќе се остварат вашите анализи и предвидувања, дека ќе заврши брзо. Мора да има оптимизам, Горан, и така, светло едно.